Правата и обврските на лицата кои што се учесници во активните програми и мерки за вработување се уредуваат со договорот за учество во конкретната програма, односно мерка. Во однос пак на можноста за дополнително работење се применуваат одредбите од Законот за работни односи. Можноста за дополнително работење е уредена со Законот за работни односи, поточно со членот 121. Така, работникот кој работи полно работно време може по исклучок да склучи договор со вработување со друг работодавач, и тоа со неполно работно време, но најмногу до 10 часа неделно, при што е потребно да се обезбеди и претходна согласност од работодавачот, каде што е вработен со полно работно време. Понатаму со истиот член е уредено дека е обврзан како составен дел на договорот за вработување е договорот за начинот на остварување на правата и обврските од овој работен однос со оглед на правата и обврските на работниот однос кај работодавачот, каде што е вработено со полно работно време. Со оглед дека станува збор за дополнително работење, за чија реализација како услов е постоењето на работен однос на полно работно време, со истиот тој член 121 од Законот за работни односи е уредено дека на работникот кој исклучува договор за вработување, за дополнително работење со друг работодавач, престанува да му важи договорот по истекот на тој договор во согласност со Законот за работни односи, односно по истекот на договореното време, или ако е повлечена согласноста од работодавачот, каде што работникот е во работен однос со полно работно време. Исто така, доколку престане договорот за вработување со полно работно време, односно тоа е основното вработување, престанува да важи и дополнителното работење кое што е реализирано на основа на работниот однос на полното работно време.